На јавност, сметаме дека ова е еден круцијален антикризен закон кој што владата го пропушти во претходниот пакет, па затоа ние како опозицијска партија, слушајќи гласот на народот, се обидуваме тоа да го префрлиме и на собраниска говорница. Станува збор за изменување на законот за јавни патишта, кој што го предлагаме по скратена постапка, или да биде поевтин за граѓаните, тоа станува збор за намалување на патарините за 50%. Впрочем, со законот се предвидува патарините да станат материја легис, а не како досега да бидат подзаконска материја и да ги уредува владата, и затоа е законот по скратена постапка. Сметаме дека во услови на криза недозволиво е македонците да плаќаат толку голема патарина, што е споредено со други земји енормно разлики, дури фрапантни. Едно наше истражување покажа дека на еден штипјанец, например, за годишно патување би му требале 1250 евра на делница од 75 километри. Имено ние сме единствената држава која во 2020 година се задолжи 14 милиони евра за правење на нови патарини. Ние сме држава со најчеста фреквенција на патарини на 20 километри во просек, што е недопустливо. Еден кумановец, например, за 40 километри делница, доколку патува на работа, ќе му требаат годишно 800 евра за патарини. Еден велешанец ќе му требаат скоро 1000 евра за 50 километри делница, доколку ја вози со собствено возило, само за патарини. Еден тетовчанец за 42 километри ќе му требаат 650 евра, додека еден гостиварчанец за 65 километри ќе му требаат 1100 евра. Доколку земеме цирка плата од 400 евра, тоа значи дека 3 месеци од година нашите работници од периферијата, од овие градови кои гравитираат околу Скопје, а има илјадници работници кои работат во Скопје, само за патарини даваат 3 плати во годината. Каде се тука сметки, каде се тука прехрана, каде е тука облека и слично. Тоа значи дека цените се енормно високи. Ние имавме случај кога во мината финансиска криза патарините беа намалени, истото тоа го бараме и сега. За споредба, во Унгарија за само 146 евра патувате цела година, во Австрија за 109 евра, во Бугарија за 60 евра. Тоа значи дека нашите граѓани практично ги ограбуваме по пат на патарини, под овој нефер систем на патарини, баш ка што има тупки на патот, можете да си ја искршите колата додека возите, и сметаме дека единствено на кој што им одговара овие високи патарини, за жал нашите пратеници, кои добиваат енормни суми на име патни трошоци. Заради тоа предлагаме да се преполоват патарините како воведен чекор, а идната влада, во која што планираме да партиципираме, би ги укинала комплетно патарините, и затоа ве повикувам да го поддржите барем ова половично решение. Пропозимени депутати. Предлогот на пратениците Димитар Апасиев и Борислав Кормов по скратена постапка да се донесе законот за јавните патишта го ставам на гласање. Кој е за со подигнување на зелен картон? За гласа 24 пратеници. Кој е против? Против гласа 57 пратеници.